Празни ветувања од министерката за труд и социјална политика, наместо 12-месечно породилно отсуство, разочарување за мајките. Доцни предлог законот кој предвидуваше продолжување на породилното отсуство за дополнителни 90 дена. Шахпаска ветуваше дека во јуни ќе биде готов, но ништо од тоа. Сега повторно ветувања. Имало можност законот да влезе во собрание во октомври, но и за тоа не е сигурно, бидејќи ќе му претходат јавни расправи и тоа во период на предизборие. Се отвора дилемата дали министерката и овие ветувања ќе ги користи за предизборни поени. Во периодот што престои, меѓутоа заради годишните одмори, заради процесот на летниот период, дебатата во јавноста продолжува по завршување на годишните одмори со сите учесници кои што се засегнати од носење на ова законско решение. Јас очекувам дека секако пред крајот на годината ќе биде готово. После локалните избори секако дека ќе влезе во собраниска процедура. Мајките револтирани од неисполнетите ветувања на министерката велат дека со години власта ги лаже, дека ќе ги исполни нивните барања. Може би ќе биде од 2016 година. Тогаш беше после избори ќе биде. Веројатно и сега после избори ќе биде. Сега така лажат да излеземе и да гласаме. Никој веќе не е малоумен и не им верува за да излезе и да гласа. После ќе биде за следните избори. Ако беше така, до сега требаше да биде усвоено. Освен со продолжувањето на породилното отсуство, мајките имаат уште еден проблем. Фондот за здравствено осигурување доцни со исплати, па често може да се забележат коментари и прашања на социјалните мрежи. Кога ќе има исплата на надоместокот? Предлог измените во законот за породилно отсуство предвидуваа продолжување за дополнителни 3 месеци од сегашните 9, и тоа задолжителни 5 месеци за мајката, а останатите 7 ќе може да ги комбинираат и таткото и мајката.